Ученик од Средното општинско училиште Јане Сандански од Штип Флоријан Андонов од село Таринци го доби првото место на 51-виот државен надпревар за фармација, насловен Млади истражувачи, кој се одржа во Неготино на 24 април. Во конкуренција со 50 ученици, Флоријан со изведениот експеримент на тема докажување на масни киселини во производ свинска маст се избори до првото место. Во принцип, свинската маст дала кисела реакција и тие слободни масни киселини доведуваат до деградациони процеси во самата маст, што доведува до нејзино расипување. Па затоа преку фармакопејски принцип се докажуваат тие слободни масни киселини и со тоа докажуваме дали одредена мас може да се употребува во исхрана на луѓето. Секако за целосниот успех на Флоријан да биде првак на државно ниво во областа на фармацијата, заслугата и на неговиот ментор со кој работеле 1 месец. Јас сум презадоволна, верував во него, напорно работевме. Солидно го изведе експериментот, иако имаше голема конкуренција и голема благодарност до градоначалникот како прв човек во фармацијата, што му даде уште еден голем поттик за натаму да продолжи со успеси. Градоначалникот на општина Штип, кој воедно е стручен во фармацијата, изјави дека Флоријан е вистински пример за општината, а првото место е резултат на квалитетот на образование во училиштата во Штип. Денеска и како градоначалник, но и како фармацевт, дека добро е што имаме солидни ментори кои едноставно ги мотивираат деца да работат. Значи, аналитиката во фармацијата е клучна за одредување на квалитетот и на лековите, но и на производите и суровините кои се користат во фармацијата. Признанието е врвен резултат и прво место е признание за нашето образование, за образовниот систем во нашиот град и нека биде поттик за сите деца. Многу да учат, многу да работат, да истражуваат, да бидат иноватори и на некој начин да го представуваат нашиот образовен систем на највисок пиедестал во државата.